Убаво е кога ќе се видат жителите на општина Карпош во една поопуштена атмосфера. Денеска на игралиштето Сокол се случува настанот Карпошова слава. Традиционално по 7 пат годинава во организација на фудбалскиот клуб Карпош под покровителство на општината Карпош. Нешто повеќе за настанот, за мотивите и инспирацијата ќе ни каже повеќе Димитар Бадев. Добра вечер, ви благодарам што сте повторно наши гости, како и секоја година, 6 години наназад, ќе ве поправам, ова е 6-та Карпошова слава, но кој работи и греши, така да добро дојдени сте вечерва и сакам да ви се заблагодарам уште една што навистина сте меѓу ретките кои што редовно сте присутни на оваа слава, ја поддржувате оваа слава и евидентирате што се случува на оваа слава. Карпошова слава започна во 2006 година, во една случајна иницијатива на неколку граѓани од населбата Карпош 1, започна потеркот на старите детски игри и еден филм кој што излезе неколку години претходно, Ивкова слава. Значи, целта на граѓаните, на иницијативниот одбор на Карпош 1 е старите детски игри да не исчезнат. Децава се изгрбавија, децава се изобличија, компјутериве навистина ги оттргна од игралиштата, од детските игри, од оние ластици што ги игравме порано, па дури и ние машките, од оние жмурки, џамли, целите лактови, рацете калјави, од оние граници, од оние џами, од Јанино, Купус и Сланино, од Долга Магарица, да не ги набројувам, значи многу, од Шуга, која што се играше и овде на самата слава, влечење јаже, од таблата, една од најубавите игри. Значи, целта на славата е да се вратат старите детски игри, да се дружат децата и да овозможат нешто поинаку од самото оноа, ајде да играме компјутер, ајде да бидеме на интернет. Мислам дека со текот на времето успеавме многу повеќе да издигнеме оваа слава од тоа што самите очекувавме. Едноставно, денеска сме сведоци дека овде има повеќе од 500 дечиња само, кои што навистина уживаат во оваа дружба. Гледате, во моментов се одвиваат и многу културно-уметнички точки и навистина како организатори, како КФЦ сме презадоволни. Освен малите деца, односно учениците од основното училиште Кристијан Тодоровски Карпош, имате изненадување и за повозрастните жители? Нормално, славата ги опаѓа децата и тие се главниот мотив и движечката сила во животот. Меѓутоа, Карпошова слава има и еден сосем друг малски сегмент. Едноставно, возрастните се дружат, возрастните седат цела вечер заедно, живеат за оваа слава, јадат, пијат, прераскажуваат што се случувало, едноставно прават се ирџијски муавети и нормално сето тоа е во рамките на ова да се врати стариот дух, духот на старото Скопје. Карпош 1 е населба која што една од ретките, веруете, што живее во оној стар дух, хиерархиски. Во Карпош 1 најмалите им служат на поголемите, поголемите на уште поголемите на најголемите и така натаму. А нормално најголеми се оние што имаат над 80 години. Доколку се случи било кој поодрасен човек, на некој 50-60 годишен да му рече на ова игралиште овдека, оди и донеси или оди и купи вода или едно пиво, он ќе отиде. Веруете дека тоа се пренесува од генерации на генерации. Едноставно, целта ни е да го вратиме тоа. Старите детски игри, стариот дух, старото Скопје, живеењето на начинот кој што беше многу одамна. Правото живеење без ова, па не сме против компјутеризација што ви ја нарекол, меѓутоа едноставно повеќе спорт, повеќе детски игри и повеќе здрав дух во децата. Кој вечерва ќе биде гостин на игралиштето Сокол? Вечерва голема чест ни прави, ќе биде гостин еден од најлегендарните македонски пеачи, големата естрадна звезда Гоца Арнаудов, кој што ќе направи овде вистински џумбус, почнувајќи од 21 часот, придружуван од најдобриот оркестар во нашата држава, оркестарот Акушеви, а нормално сето тоа ќе биде збогатено со еден спектакуларен огномет за кој што организаторите се погрижија и навистина едва и чекаме да се случи сето тоа, едва и чекаме да видиме колку граѓаните ќе уживаат во ова што го организираме. Аполитични сме, здружение кое што навистина нема никаква допирна точка со било која политичка партија или било која религија. На игралиштето можете да видите припадници на секоја религија, припадници на сите нации, од 2 или од 1, би рекол, па до 81 до 91 година. Само би сакал на крај да завршам. Голема благодарност што оваа организација, што овој ентузијазам, што ова гинење на иницијативниот одбор и на жителите на Карпош 1
е наградено со поддршката на општина Карпош. Би сакал да им се заблагодарам на сите советници при општина Карпош, што веќе 2 години поред ја поддржуваат оваа слава и се надевам дека тоа ќе го направат идната, а ние како организатори нема воопшто да ги разочараме. Едноставно, идната година ќе организираме уште поголем спектакл во име на во здраво тело, здрав дух и враќање на старите детски игри. Оригиналните, маестралните, неверојатните, најпозитивно озборуваните живи легенди.